Добар ден. Македонија останува на дното во регионот по директни странски инвестиции. Во 2016 година до сега само 122 милиона евра. Каде се 8 милиарди евра странски директни инвестиции на осомничениот криминалец Никола Груевски? Груевски мора да одговара за се, па и за милионите евра народни пари, што ги троши за 32 економски промотори и за туристички роудшоа без никаков ефект. Преплатените 32 економски промотори црпат пари од неограничени буџети и се во ранг на први секретари во амбасади, со статус на дипломати и никому не одговараат за сработеното. Само еднаш месечно испорачуваат извештај за своето работење во Министерството за надворешни работи. За економски промотори Никола Груевски вдоми послушни партиски кадри. Најскандалозно е дека и ќерката на председателот на Судскиот совет и верен послушник на ВМРО ДПМН Бранко Ушковски е вработена како економски промотор. Економскиот промотор на нашата земја во Индија, Тони Атанасовски, беше унапреден во амбасадор во оваа земја. Најверојатно, поради неверојатниот успех кој што го направи со инвестициите на собрата Рој. Дури и Ѓорги Иванов, фикусот, насаден во председателската фотелја, решил да пркне и од темел да ја урне економската политика на Никола Груевски. Тој потврди дека неспособната власт изминативе години фрлила во Агенцијата за странски инвестиции над 43 милиони евра пари на граѓаните, буквално за ништо. Иванов најверојатно успеал до некаде да свати дека успехот на странските инвестиции постои само во главата на Никола Груевски. Затоа и пред амбасадорскиот совет зборувал за бескорисноста на економските промотори кои што се промашена инвестиција, а годишно црпат милиони евра буџетски народни пари. И Народната банка на Република Македонија неколку пати поред со своите податоци го демантира Груевски и неговата промашена политика на привлекување на странски инвестиции. Сега е веќе доцна Груевски. Готово е. Твојата политичка кариера заврши, сега може рад да си ја спремаш одбраната за криминалите за кои што си осомничен. На странските инвеститори поважни ме дали Македонија е правна држава, отколку дали над владата лета Цепелин со надписот Invest in Македонија. На странските инвеститори поважни ме дали некој ќе ги остави без работа или ќе ги рекетира, отколку дали владата ќе направи македонски пасоши за затвореници од типот на собрата Рој. Промените доаѓаат. Македонија победува.